Почитувани, Стево Пендаровски сака да биде председател на држава, а бега од телевизиско соочување со граѓаните, бега од прашањата од опозицијата, бега од јавноста. Сака да биде председател кој што се појавува само на фингирани трибини, со нарачани прашања, а ако некој дури и добие шанса за вистинско прашање, му го исклучува микрофонот. Тоа е Пендаровски, тоа е второто лице на Заев, тоа е кандидатот кој треба да аминува и амнестира криминал. Пендаровски како представник на транзицијските тајкуни не може да биде председател ако не одговори на прашањата кои ја мачат јавноста. Зошто тој не го осуди и не се огради од криминалната приватизација? Каква е неговата улога како шеф на аналитика за време на гостиварските настани 1997 година? И дали тоа беше осмислено за да се прикрие неголемата девалвација на денарот во однос на тогашната германска марка, што се случи на истиот ден, 12 јули 1997 година? Зошто како прв човек на ДИК ги легитимираше најкриминалните избори во историјата на Македонија, кога ги одби приговорите во кои имаше документирани случаи на насилства, влечење за коси, оружени инциденти, репетирани пиштоли, калашникови, детонирани бомби во штаб на ВМРО ДПМНЕ? Дали ги оправдува и за него се неважни актуелните брзи прсти и полнење на кутии, констатирани од ДИК и поништени гласачки места? Каква е неговата улога при аболицијата на Зоран Заев за криминалот од 8 милиони евра за случајот Глобал? И дали тоа е принцип за неказнивост за СДСМ, заради кој што по втор пат криминалниот клан го турка за председател на државата? Дали Пендаровски не го виде видеото од случајот подкуп каде неговото второ јас, Зоран Заев, бара мито, бара подкуп од 200.000 евра? Дали повторно би го амнестирал Заев за овој случај, наречен кај Мирчо Бишкарникот? Зошто Пендаровски не се огради и не го осуди непотизмот и негрубата партизација на администрацијата, нарачана и спроведувана од врвот на СДСМ? Или Пендаровски ќе продолжи да го брани Заев, дека не го знаел тоа што го прави генералниот му секретар Кирацовски или пак Мира Стојчевска Дизел, кои вработија се што им е род? Ке го осудили Пендаровски барем еднаш кратењето на пензиите, криминогеноста и девастацијата во здравството, злоупотребите на репресивниот апарат, на буџетот за изборни нерегуларности? Ке го осудили барем еднаш и јавно да го праша Заев зошто нема дата за преговори? Нели лани добивме датум за преговори? До каде се судските реформи? До каде се економските реформи? Зошто нема инвестиции? Каде се парите за капиталните инвестиции? Тука се надоврзува уште едно прашање. Дали Пендаровски аминува подкуп во изборни цели врз работници, со што се крши нивното основно демократско право, подкуп кој што го спроведува и поттикнува Зоран Заев? На крајот, ќе признае ли Пендаровски каде живее и зошто при сите функции, како и имот, има наведено само 2 автомобила, едното на сопругата и неговото југо? Почитувани, ова се прашањата од кои што Пендаровски бега од дебата, бега од соочување. Пендаровски бега од одговори пред јавноста. Пендаровски не нуди ништо друго освен лажни ветувања и амнестирање на криминалот на власта. Почитувани, Македонија со Пендаровски ќе продолжи да тоне по сите параметри, по сите меѓународни мерења. Јасно е и зошто. Без почитување на правото, државата тоне во неказнивост и беззаконие. На Македонија е потребно почитување на правото, а Пендаровски соочен со прашањата за почитувањето на правото се губи. Затоа бега од дебати, затоа бега од соочување. Тоа се случи во 2014-та, тоа се случува и сега. Ви благодарам.